Значи, исклучоците и во здравството, и во образованието, поготово вие сега што го кажавте тоа, дека во образованието до 67 години имаат право да одат во високо образование. Тоа се работи на ниво на факултети, тоа се работи за професорската фела од факултетите, каде што само тие, како и докторите во секундарно и терцијерно здравство, можат да одат, мислам, да продолжуваат до 67 годишна возраст. Меѓутоа сега, тие не се тема на разговор и на дискусија на оваа комисија и сега со овој предлог на закон, бидејќи и тука ќе има манипулирање со тоа кој ќе оди и како ќе оди, заради тоа што треба директорот да потпише, министерот да потпише и тука има многу непознатици и многу прашања кои тек треба да се разглабаат и да се дискутира по нив, за тоа што, например, во здравството треба точно да има предвидено на колку илјади жители, колку специјалисти треба да има бројчено. Точно се знае на колку илјади жители, колку интернисти треба да има. И кога ќе поднесе докторот барање да биде продолжен неговиот работен век до 67 години, ќе треба да биде врз основа на тоа. Такви параметри треба да има и во образованието, а не директорот на кој ќе сака да продолжи, па министерот на кој ќе сака да потпише, ама тоа е тема на некоја друга дискусија во друга комисија во образование и во здравство. А што се однесува до пензијскиот фонд, значи нашите анализи кажуваат дека капацитетот на пензијскиот фонд со најнаш одење во пензија на 10.000 луѓе и како ќе колабира. Тоа треба да биде етапно и со тоа се дава значи нашите убедување дека тоа е така врз основа на се досега што се работи и се прави. Тоа е баш заради тоа да се прават нови приватни пензијски фондови и тоа ќе значи индивидуи понатаму да профитираат од тоа. Благодарам.